Во впечатливото кинематографско сочинение на режисерот Вуди Ален, насловено Полноќ во Париз, ликот на Гертруда Штајн ќе ја изговори следнава полнозначна реченица. Работата на уметникот не е да подлегне на очајот, туку да најде против отров за празнината на постоењето. Бранко Цветковски е еден од најпрочуените и најплодотворни македонски поети, уметник од светски глас во упатените поетски кругови, мислител без кој што не е возможно да се состави мапата на современото македонско јазично творештво. Богатиот опит од животот, самобитниот поетски призив и длабоката наобразба на Бранко Цветковски ни се откриваат одново, овој пат во еден исцело нов сјај во неговото најново поетско остварување, книгата Вообразби. Речено со густ, збиен, јадровит израз, Вообразби на поетот Бранко Цветковски представува поезија против отров за празнината на постоењето. Една древна изрека вели: Виос аенортастос одос апандохевтос, тоест животот без празници наликува на долг пат без гостилница. Оваа изрека би можеле да ја чуеме и на следниот начин: животот без поезија е како долг пат без гостилница. Поетот Бранко Цветковски ја разоткрива илузорноста и залудноста на едноличното и безпразнично секојдневие, со неговите полнозначни стихови ја демистифицира феноменологијата на секојдневието и со својата поезија го чисти постоењето од залудноста, минливоста и привременоста. Следствено, полнозначно ке испее: одново со стихови ја прикрепувам крепоста на денот. Оваа димензија ја имаат освестено само вистинските уметници на постоењето. За каква димензија поточно станува збор? Поезијата на Бранко Цветковски го изискува подвигот на познанието. Неговите стихови ги осветлуваат скриените и невидливи агли, изненадуваат и истовремено исполнуваат со прашања. Бранко Цветковски не им ласка на секојдневните навики, ниту го забавува човековото бездејствие. Согласно на познатиот дискурс, поезијата на Бранко Цветковски не е монофона артерија, ниту полифона народна хистерија. Таа е мистичен извор, една неопходна состојба наспроти се што е псевдо во нашето време. Во неговиот гномичен пев, Бранко Цветковски ги испишува и следниве стихови: Трае ли трае божествената размена на пораки, прашања и молк, достапна само за лирици, сликари и звучни музи. Одреченово е јасно дека за да се соочи на еден творечки начин со собитијата што го обкружуваат, поетот Бранко Цветковски го прави подвигот да го види тоа што не се гледа и храбро да им го пренесе на другите. Во контекст на горе наведените стихови ќе го пренесеме ставот на Ингмар Бергман, кој недвосмислено вели: едно е сигурно, обкружени сме со случувања кои не можеме да ги доловиме со сетилата, но кои постојано влијаат врз нас. Само поетите, музичарите и светителите ни нудат огледала на непоимливото. Тие виделе, знаеле, разбрале.
Поетот Бранко Цветковски во неговата книга Вообразби нуди огледала на непоимливото, и тоа согласно на Иван Границки, изразувајќи се не само со уметничкото премавнување на еднозначноста на зборовите и аскетското владење на асоцијативните знаци, туку и со оддалечувањето од поетските клишеа и калапи. Вообразби на Бранко Цветковски сведочи дека судбината на човековата култура, творештво, уметност воопшто не е одделена од конечната судбина човекова. Следствено, тука би можеле да го наведеме познатиот исказ дека уметникот е еден пророк на светоста. Пророчкиот дух е иманентен на поезијата на Бранко Цветковски. Тој пишува: повели Господе на појадок, повели сега, зашто миг подоцна ќе биде поставена друга софра, за друг домаќин и гости, што не знаат песни од дзунлива пена, ниту љубат откровенија имени, и не креваат поглед за молитва. Овој пророчки дух како златна нишка провејува низ стиховите на поетот Бранко Цветковски, јасно сведочејќи го љубомудречкиот став дека суштината на пророштвото не се состои само во предобјавување на настаните кои допрва треба да се случат, туку и во поимањето на текот на историјата и на конкретните историски долг и одговорност, кои се поврзуваат со секој миг од човековата екзистенција. Затоа поетот Бранко Цветковски со старечка мудрост пишува: само пред два заповедника се покорувам. Едниот е во мојата мечта, другиот во моето тело. И додава: во занес векувам во иднината и нема веќе од каде да се вратам, објавувајќи дека неговиот идентитет е есхатолошки, но сепак е вплотен и во неговите стихови. Во една прилика го предочив ставот кој што се потврдува со книгата Вообразби на поетот Бранко Цветковски. Имено тој со неговото творештво покажува дека поезијата не е секој дневие. Поезијата почнува со одрекување на секојдневието, што воопшто не значи бегство од стварноста, туку го означува одбегнувањето на прозаичноста на постоењето. Секојдневието треба да помине низ поезијата за да постане стварност.